Како што гледате, протестите продолжува и понатаму. Ништо нема досега од страна на влада, од премиерот, никакви знаци немаме дека нешто на повидок има некое решение. Како што знаете, тој кажав минатата средба овде дека вети до крајот на февруар решение на проблемот или да се продај, или да оддели пари од буџетот да се заврши еднаш ова голгота наша. Харно мај уште на недела остана, досега немаме никакви знаци, барем че има во јавноста нешто. Значи, остануваме ние да продолжиме со протестите и понатаму, се до конечно решавање на проблемиве. Проблемите се исти, за останатите плати, придонесите и отпремнините. Еве има некои колеги оти на 2 пати ние заминавме. Тие вторите што заминаа 24 души, има замено само по 5000. Требаше до крајот на февруар, еве до уште на недела има, да ни се исплати се на сите. Нажалост и то не е остварено. И сега ќе видиме понатаму. Од последниот протест овде во средата, никој се нема јавено. Јас са бајле му се јавив на градоначалникот, имаше најава, рече ќе се видам со Заев, со Анџушев, ќе направи муабет да види шо како. Са бајле се јавив на секретарката, рече ќе ти се јавам ако има нешто. Нажалост еве не се јави до сега. Веројатно нема или не е појден или не знаеме што е работа. Очигледно, значи, раководството на фирмата не може да не ги исплати за останатите отпремнини. Значи, без интервенција на владата, очигледно е дека фирмата се бори за обстанок и за тамошните вработени не може да обезбеди ни здравство, па ни редовна плата, а па камоли за нас да одво уште по 1000 и кусуро таму евра што ни беа ветени од страна на раководството на фирмата. Значи, без интервенција на владата нема шанса ние да ги добијаме ни отпремнините, а за останатите придонеси и за останатите плати не станува збор. Значи, еве, очигледно купец нема. Една година и две фазла, не лажа дека најдени се купците, се чека последен момент да ја купа фирмата. Премиерот, како што знаете, до крајот на месец совети дека ќе интервенира со буџетски средства доколку не се најди потенцијален купувач. Меѓутоа ќе почекаме, уште една недела има до крајот на овој месец. Се надеваме, не сме уште толку песимисти, се надеваме дека ќе си достои на збора. Работа, значи, ви кажав дека останаа 80 вработени, од кои 20 може би и помалце останаа производни работници. Другото е сето непроизводни работници и може да замислите како би обстанала фирмата 20 работници да работат, 50 административци. Има нововработени? Нововработени има може би 5-6 млади, меѓутоа за сега се ослонува на старите вработени, тие што заминавме. Имаме сознание дека ги вика како му плаќа, што му плаќа не знаеме. Ние имаме сознание дека дел од нашите колеги ги повика директорот да работи по 750 денари дневница за 20 дена, унапред му ги пушти парите, прво парите, па после да работа. А ние, како членови на иницијативни одбор, бевме во трудова инспекција, ги прашавме дали смеи да се работи со договор на дело. Тие ни одговорија детално, до детал, вика, не смеете да работите, едино ако го ставите во мирување од трудо, инаку ќе го изгубите тоа. Па затоа сега јавно повикуваме и трудовата инспекција и Министерката за труд и социјала Мила Царовска да провера да видат како луѓето работа на незаконски начин. Нема здравство, нема плати, а овие сака мисла ги лажа дека ќе добија и од трудо и од таде, па некако ќе крпелка.